Океј, добро утро на сите. Мене ми е мило што оваа богослужба ќе може да да завршиме со темата која почнавме пред точно 4 недели веќе. Темата се вика Кредо. Изборуваме за верувањето на христијаните, за символот на верата. Сите во билтените добивте по едно од овие листови, еден од овие листови каде што е напишано Никеско-цариградското верување. Инаку ви носам многу поздрави од наши пријатели во низ цела Европа, со кои имавме средба во Шпанија, во Малага, си помина прекрасно. Нема да ви раскажам многу, пошто ќе ме замразите. Прекрасна е Малага, да ви кажам искрено. Убаво време имаше, бевме сместени во многу убаво место, прекрасна храна имаше и мислам дека ќе им треба неколку дена да не јадам, за да направам некој баланс со тоа што го изедовме таму. Се беше прекрасно, свежа риба. Јас сакам риба, ама свежа да биде. Тука обично рибата не е свежа, пошто немаме море. Како и да е, прекрасно се поминавме, беше многу благословено, имаше таму познати водачи од Америка и од Европа, искусни водачи навистина. Ја би кажал вака, многу духовни луѓе исполнети со Светиот Дух, луѓе исполнети со искуство во мисијата. Каде што еден сподели, вика, во денешно време мисијата малку се поразлична. Вика, кога ние бевме на почеток мисионери, се чувствувавме вака, како некој да те фрли од авион со јаже, со нож, со запалка и ни кажа, еве ви, напрете нешто. Преживување, отприлика така беше мисијата порано. Сега веќе малку поразлична и фала на Господ за таа работа. Но јас верувам дека има и голема убавина во тоа да бидеме креативни, да бидеме навистина да го искусиме светот таков каков што е, без премногу safety nets, без премногу планови Б, С, Д и така натаму. Едноставно, знаете, за животот нема резерва. Тоа е тоа, животот го имаме, животот не може да се проба како кола пред да купуваш. Да пробам да видам како е, па да видам дали ќе ја купам. Не, се раѓаме и тоа е тоа што го имаме. И Господ не повикува да имаме живот заедно со Него, бидејќи само тогаш животот е целосен. Ова кредо што ние го работиме во последните 4 недели, како што кажав, бидејќи доаѓа Великден, јас сметав дека навистина е важно да го поминеме она што ние вистинско го веруваме. Она што треба рационално да го разбереме вистински внатре во нашиот стомак да го веруваме, од внатре да излегува, тоа треба да биде применето на надвор. Но тоа треба први да го разбереме. И тоа не е нешто кое само ќе го научиме на памет, иако јас го охрабрував да го научите на памет. Не знам дали некој го научи. Јас си го научив на памет кредото. Ве охрабрувам да го научите на памет. Кога ми кажува дека кога ќе остариме и кога не може да читаме, тие работи стануваат многу корисни. Еднаш ќе имам малку повторување за трите проповеди кои ги имавме до сега, за тие што сте прв пат тука да фатите малце ритам. Првата проповед зборувавме за првиот збор, само за првиот збор кој е во кредото. А тоа е зборот верувам. И кажавме дека првиот збор во оригиналот грчкиот не е верувам, туку е веруваме. Е во множина затоа што верата е взаемна, е заедничка која ние ја споделуваме. И тоа е така направено затоа што тоа е вера со која се поистоветува црквата. Еднаш додека се возевме со Фани, една наша пријателка, се сеќавам дека една реченица што таа ја кажа ме насмеа многу, но и ме замисли. Патувавме некаде, па застанавме на бензиска да купиме нешто и реченицата која таа моја пријателка ја кажа беше вака: Живко, пошто ја ги носев кесите од тоа што купувавме, ви кажа: Живко, ќе можеш ли на мене да ми ја дадеш мојата вода што јас ја купив? Викам, вау, човече, во таа реченица имаше многу јас, мене, моето. И тоа е едноставно јазик кој денес се користи многу несвесно, многу нормално. Мојата вода која јас ја купив за мене и така натаму. Ништо не преюдицирав, ништо не ставив као товар на таа реченица, но тоа навистина ме замисли затоа што ме освести дека навистина ние живееме во еден многу индивидуалистички свет. Многу свет кој е сконцентриран на мене, на јас, на тоа што мене ми треба, на тоа што јас заслужувам да го имам.
Па дури во црквата почнаме да зборуваме за мојата лична вера, за моето внатрешно чувство на вера, нели не смееме да дискутираме за верата. Тоест целиот секуларен свет така е поставен. Верата е лично, приватно нешто, тоа не се дискутира во јавниот дискурс. Нешто тоа е лично, твое лично уверување и така натаму. Таа реченица открива само еден светоглед на една цела генерација. Иако човекот се труди да се сближи колку што е можно повеќе, сепак имам некаков дојам дека се повеќе се оддалечуваме еден на друг. И некако се замислуваме дека сме како некои сами острови. Сиот потенцијал сега го имаме, го насочуваме кон сближување и тешко градиме од друга страна вистинско заедништво. Тешко градиме вистинско заедништво. Ке се пофалам дека на Facebook имам 2006-7 пријатели. Не знам кој има повеќе од мене, но јас сум толку пријатели. Колку од тие пријатели всушност вистински ги познам, тоа е друго прашање. Во зградата во која живееме последните 7 години, има неколку луѓе со кои ќе застанам да разговарам, им го знам името. Има едни комши со кои сме пријатели, едни комши со кои онака сме пријатели, се дружиме. Но со најголем дел од луѓето сме на здраво во лифтот, кога лифтот работи. Инаку се разминуваме по скалите таму. Знам дека не е можно човек да биде близок со сите луѓе, тоа не е нормална работа. Да си крајно близок со сите луѓе, тоа е, мислам, нешто не чини тука. Ама го има тој момент во кој ние тешко се сближуваме едни со други. Има многу контексти во кои као градиме сближување, но тешко го правиме тоа. Сепак верувам дека има многу малку обединувачки фактори кои не обединуваат во нешто кое нас сите не надминува, не само лични пријателства. Верувам дека човекот тешко ќе најде некаков обединувачки фактор да каже, окей, во тоа може сите да бидеме заедно. И интересно е дека освен заедничката човечка природа, во најголем дел од времето, сите тие работи кои треба да бидат како обединувачки фактори стануваат фактори за разидување и за поделби. Па дури и човечката природа, човекот ја искористил за разделување и подвојување. Знаете, во 16, 17, 18 век, кога имало робови, една од тие работи кои тие ги верувале за робовите било дека тие не се комплетни луѓе, не се целосни луѓе и затоа може да правиме се нешто сакаме. Затоа што тоа го правеле и христијани и сите тие други кои имале прилика да заработат од таа работа, нели? Една од тие работи кои тие ги верувале дека тие луѓе не се вистински целосни луѓе. Јас се сеќавам првите пуританци кои дошле во Америка, кои ги виделе овие индијанците таму. Едно од тие прашања кои тие ги дискутирале е дали тие луѓе имаат душа. Многу интересно. Дури и нешто кое нас би требало да не обединува, ние повторно наоѓаме некои работи да се разединиме. Луѓето се обидуваат да најдат нешто кој би бил тој заеднички именител. Нас, например, нација. Знаеме што се случува кога нација против нација ќе тргне, нели? Култура, јазик, политичка партија, ние се делиме на милион различни работи. Во поново време тоа се групирање според одреден светоглед по прашање на сексуалноста или според одредени морални вредности. Без разлика дали црквата го пишува кредото од причина за некакво обединување кој ќе ги надмине сите тие разединувачки фактори. Црквата во првиот век и до 5 век била многу разнолика. Многу разнолика. Или дали е тоа само констатација на тоа што на Божјата објава која ние имаме, тоа ја обединува црквата и оди над сите тие фактори кои нас ќе не разединат и ќе не поделат. Видете само како почнува кредото. Верувам во единиот Бог Отец Вседржител. Точка. Вседржител. Фактор кој сите нас не обединува. Тука веќе сите имаме еден заеднички именител и туку го исповедаме, сите други разлики паѓаат во вторка. Имаме и веруваме во еден Бог Отец Вседржител. Тоа беше првата проповед за која зборував дека верата која споделуваме е вера,
Тој е првиот чекор во кредото. Во оваа серија го обработувавме, како што кажав, цариградскиот символ на верата, и како гостин говорник ни беше Коста Милков тука, кој прекрасно образложи, имаше прекрасен вовед за целото кредо од почеток до крај, за тринитарноста на кредото и како тоа кредо служи за одбрана на црквата, одбрана на верата, одбрана на правоверието од појавата на различни шизми и секти кои се појавиле. Нема да го проповедам сега тоа тука, но ќе ве охрабрам, ако не сте слушале таа проповед и другите проповеди од серијата, отидете на Евангелска црква Аеродром на сајтот, на Facebook и на YouTube, таму се сите проповеди. Слушате ги, за мене барам беа за изградување. И минатата недела зборував за една од тие линии во кредото, а тоа беше за црквата. Како црквата е една света, соборна и апостолска црква. На грчки тоа гласи Мијан Агиос Католикен Апостоликен Еклесија. Така е во оригиналот. Зошто црквата? Зборувавме за значењето на секој тој збор кој тука црквата внимателно го одбрала да ја опишува црквата, што треба да биде црквата. Нема збор кој случајно се наоѓа на оваа листа. Нема збор кој случајно е дојден до овој документ тука. За овој документ се дискутирало многу време. Толку документи и овој писма се има допишувано теолозите во 4 век, не сте ни свесни колку пишувале за овој документ. Да објаснат што значи секој збор од овој документ. Нема повторно да проповедам повторно таа проповед за минатата недела, но само ќе нагласам дека ова формулација во нашето верување го отвара погледот да ја видиме големината и улогата на црквата во светот. Црквата не е само оваа црква локална тука, црквата е католикен, низ целиот свет. Црквата е една, без разлика што локацијски е на сите тие други места. Има тука луѓе од различни цркви, од различни позадини кои доаѓаат и сите тие се дел од една црква. Да видиме историчноста на црквата но воедно и природата на црквата. Ние кои веруваме дека припаѓаме во една црква, ние сме заедница која е света заедница. Значи заедница на луѓе кои имате на посебна улога во овој свет. Тоа значи да се биде свет. Свет не значи да се биде совршен. Затоа што никој од нас не може да биде совршен. Тоа значи да се биде совршен. Ама ние не може да се фалиме со нашата совршеност. Верувајте, сум пробал. Не можеме. Ние се фалиме со Божјата совршеност. Нашата светост значи дека имаме улога во овој свет. Црквата постои затоа што има мисија. И тоа беше на друга серија проповеди кои имавме. Црквата не може да постои само за колку нешто се случува. Затоа имате кафичи, имате разни, не знам, фудбал играм за тоа колку нешто се случува. Црквата постои затоа што има мисија во овој свет и затоа црквата е света. Црквата во која припаѓаме е соборна, католичка или соборна. И нашиот обединувачки фактор од целиот свет е тоа. И црквата во која сите ние сме е апостолска, бидејќи има своја историја и стои на апостолското проповедање, кој всушност стои на аголниот камен, кој е Христос. Како што кажа Коста во неговата проповед, кредото нема да го најдете во Библијата, но секој збор е натопен во библискиот текст кој ние го веруваме. Јас сега ќе го прочитам кредото, а за тоа време ќе дојдат некои луѓе за да испееме после нешто. Кредото гласи вака. Јас вака ќе го читам, вие ако сакате со мене, ќе го има тука на скринот, мислам да го има. Добро, го нема изгледа на скринот. Во секој случај, јас ќе го читам, вие повторувајте по мене ако сакате во себе. Слушајте го кредото и нека тоа резонира внатре во вас. Верувам во единиот Бог Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо. И во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови, светлина од светлината, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, едносуштен на Отецот преку кого се станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се вплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек.
и беше распнат заради нас во времето на Понтий Пилат. И страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото. И се вознесе на небото и седи одесно на Отецот. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите. И неговото царство ќе нема крај. И во Светиот Дух, Господ, кој живот твори, кој исходи од Отецот, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отецот и Синот, и кој говорел преку пророците, во една света, соборна, апостолска црква. Исповедам едно крштение за простување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Сега сакам една од моите омилени песни, кои си ги слушам често, а сега најдов и една уствари, како rendition, како да кажам, за 30-тиот јубилеј на првиот албум од U2 што го извадија, The Joshua Tree Project. I still haven't found what I'm looking for. Знаете песната, се надевам. Ако сте слушале таа песна, ќе видите дека Боно успел ова што ние го викаме кредо, да го преточи во еден модерен вид на исповедание. Слушате ја песната, тој важниот, мислам дека беше вториот стих и рефренот, а јас после ќе ја преведам. Инаку текстот на македонски, тие што не знаат англиски, гласи вака: Јас верувам во царството кое доаѓа. Тогаш сите бои ќе се соберат на едно место. Но јас се уште трчам. Ти ги скрши оковите и ги одврза синџирите. Го понесе крстот на мојот срам. О, мојот срам. Знаеш дека јас тоа го верувам, но се уште не можам да го најдам тоа што го барам. Боно во многу наврати зборува за својата вера и начин на кој тој интегрира својата вера навистина е восхитувачки за мене. Тоа е една песна која е толку популарна, која луѓето ја пеат, дури понекогаш и не знаат што точно пеат. Може би мислат дека бара некоја женска, си ја бара љубовта, појма немам. Но поентава е дека таа песна резонира нешто и самиот од уметнички аспект, самата музика, самиот текст те носи на некакво патување, на некое недовршено патување. Дека се уште си на некое патување кое бараш и трагаш по нешто. И знаете ли што? Тоа многу ме потсеќа на патувањето кое христијанинот го има во овој свет. Чекориме по овој свет, кој веруваме дека е Божи создаден, прекрасен свет. Но знаеме дека конечниот дом допрва доаѓа. Ние сме на патување кое се уште не е дојден крајот. Последниот дел од кредото, кој го читаме, завршува во една нота исполнета со надеж.
Последниот дел од кредото зборува за животот и за вечноста. Иако кредото е исповед на тоа што ние го веруваме изворно за Бог, како што Бог се објавил, сепак тоа е исповед за тоа што ние веруваме дека Бог ќе го направи со човекот и со целото создание. Всушност исповедаме нешто за кое веруваме и знаеме, па дури сме искусиле дека Бог веќе го прави и овде. Обновата која ние внатрешно сме искусиле, секој еден од нас, кој со вера пристапил кон Бог, искусил некаква обнова, некаква скриена радост која можеби порано не сме ја почувствувале, некаков мир за кој можеби порано не сме знаели. Тој е моментот кога некоја таква песна која пееме или кога ги кажуваме овие последните зборови од кредото, го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Е надеж која сега ја чувствувам, но знам дека допрова треба да се оствари. Последните ноти на кредото се дека веруваме во воскресението и животот во идниот век. Веруваме во новиот живот за кој сите нас Бог не исполнува уште сега. Има доста текстови кои зборуваат за небото, за новиот живот, за животот после смртта, за животот после смртта, за нас кои преминуваме од живот во животот. Иначе сите тие се некои библиски фрази за тоа како се опишува тој нов живот кој Господ го почнува сега. Како да ги помириме сите овие текстови? Како да ги разбереме? Јас сега сакам да читам од апостол Павле од посланието до Ефесијаните 4 глава 17 до 24 стих и ќе имаме еден мал коментар на овој текст во контекст на кредото кој ние го веруваме. Ефесијаните 4 глава 17 до 24 стих вели вака: Ова пак го зборувам и сведочам во Господ, да не живеете повеќе како што живеат и другите незнабожци, по суета на својот ум, помрачени во разумот, оттугени од Божиот живот заради нивното незнаење и тврдокорноста на нивното срце. Дојдени до безчувство, тие се предадоа на разврат и ненаситно вршат секаква нечистота. Но вие не го познавате така Христос. Ако навистина сте чуле за Него и во Него сте били поучувани дека вистината е во Исус, тогаш отфрлете го од себе стариот човек според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливите желби, за да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во вистинска праведност и светост. Амин. Апостол Павле кажува: ова па го зборувам и сведочам во Господ, да не живеете повеќе како што живеат и другите незнабожци. Сега нас тоа е преведено живеете. Инако тоа зборот кој се користи тука во оригиналот е зборот перипатео, што значи чекорење, одење. Значи да не одите, да не чекорите како што одат во животот другите по суетата на својот ум. Она што ние сега го викаме христијанство, треба секогаш да се подсетиме дека првата црква го викала патот. На 6 места во дела апостолски, кога се опишува верата, христијанската вера, се користи тој збор патот. Тој е пат по кој одиш. Верата не е некое внатрешно чувство, туку тоа е пат по кој се оди. И затоа апостол Павле тука на Ефесијаните ќе ми каже: не одете како што одат другите во овој свет, по суетата на својот ум. Апостол Павле опишува како што тоа значи. 18 стих вели: помрачени во разумот, оттугени од Божиот живот, поради нивното незнаење и тврдокорноста на нивното срце. Тоа што ми беше интересно во овој текст е дека апостол Павле кажува дека постои тој Божи живот од кој можеме да бидеме оттугени. Има една болест која јас ја составив тука од грчките зборови кои се спомнуваат тука, а јас се нареков вака: кардија поросис. Затоа што тврдокорноста на грчки е зборот поросис, а срце е кардија, нели? Тоа верувам дека повеќето го знаете. Не е некоја филозофија. Кардија поросис. Изгледа дека тоа е болест од која многу луѓе страдаат. Тврдокорно
срце, стврднато срце. Поради незнаењето, поради отугеноста од Божиот живот, луѓето се тврди. И знаете ли што? Често пати го кажам тоа, доволно е само да отворите еднаш на Facebook и вака да пролистате низ тие коментари што се таму, да видите колку тврдокорност, колку горчина има во луѓето, дури и кога нешто убаво се случува. Јас се сеќавам мисијата која имавме за Африка, кога патувавме и кога ја на некој начин ја разгласувавме таа мисијата за спонзорирање на деца во Африка. Имаше коментари, зашо во Африка? Што имаме ние со Африка? Кои се тие глупости? Значи, дури и нешто убаво ако правите, луѓето имаат нешто лошо да кажат за таа работа. Тврдокорност на срцето, од која верувам дека многу луѓе страдаат, циничност, негативност во животот. И апостол Павле завршува со тој опис, вели, дојдени до безчувство во 19 стих. Тврдокорноста на нивото срце и дојдени до безчувство. Многу интересен збор е тоа, до безчувство. Што значи тоа, дека тие луѓе немаат чувства? Се тој гнев кој се изразува на секаде, се таа циничност, тоа покажува дека има некакви чувства, ама тоа покажува и одредена безчувствителност. Грчкиот збор кој тука апостол Павле го употребува е зборот апалгео. А апалгео е збор кој е спротивен од љубезност. Знаете, еден од тие делови на плодот на духот е и љубезност. Љубов, радост, мир, долготрпеливост и љубезност. Спротивно од љубезноста е безчувствителност. Тоа што мене ме растажува понекогаш е колку само некои христијани, некојаш или јас, некојаш кога сум западнато некој мој шеми и што и да е, знам да бидам понекогаш нељубезен, безчувствителен, неелектризиран, готов да прснам во секој момент. Безчувството или отсутноста на љубезност е резултат на заборавање или неживење според најголемата заповед која Господ ја дава. Големата заповед знаете ли која е? Љуби го Господ со сето своје срце, душа и тело, сето свој разум. И Господ Исус не вика, а втората заповед е малку поневажна од првата. Исус вика, втората заповед е иста како првата заповед, а таа е љуби го ближниот како самиот себе си. Веќе тоа апостол Јован во своето послание ќе го разработи на тој начин што тоа што ќе каже, не можеш да кажеш дека го љубиш Бога, да не го љубиш ближниот. Лажеци. Апостол Јован сега да каже вака: љуби го ближниот како самиот себе е доказ дека ти го сакаш Бог, видлив доказ дека ти ја исполнуваш првата заповед, дека го сакаш Бог со целото своје срце, душа, тело и разум. Неисполнување на таа заповед носи до апалгео, до безчувство, до безчувствителност. И затоа денес можеби дури комично тоа звучеше на почетокот каде си ја барав мојата вода која јас си ја купив за мене. Тој е еден јазик кој ние го употребуваме, толку природен ни има станато што не ни чувствуваме дека тоа го правиме. Не сме ни свесни. Љуби го ближниот како самиот себе си. Безчувствителност или нељубезноста према твојот ближен, таа состојба никако не може да биде резултат на новиот живот кој доаѓа од Бог. Туку е резултат од стариот човек, стариот живот кој пропаѓа. Апостол Павле го завршува овој опис со тоа што каже дека тие се предадува на разврат и ненаситно вршат секаква нечистота. Можеби не сме таму, и фала Бог што не сме таму, но таквиот пат оди натаму. Како што кажав, верата или обидувањето тоа не е некое пасивно, како да кажам, нешто кое е внатре во тебе и само си тлее. Тоа е пат по кој одиме. Можеби сега кога почнаш по тој пат, некоја голема разлика не се гледа, но како што одминува времето, разликата станува се поголема и поголема и поголема кога доаѓа момент на целосно отуѓување. Христијанството е пат по кој одиме, но исто така е безчувствителноста, апалгео, пат по кој одиме, заборавање на ближниот, нељубов кон ближниот. Апостол Павле каже вака: но вие не го познавте така
Христос. Така ли го познате Христос? Дека се гледаше за себе? Или што направи Христос? Го даде својот живот за другите. Во слободен превод тоа значи не учевте вие така за Христос. Во првата црква се учело многу. Кога читав историски во некои цркви, тоа се прави, во некои патријарши, за човек пред да се крсти, имало катехеза 1 година. Значи, 1 година имаш ти друже школа, да научиш што е тоа што го правиш уствари, пошто знаете, во првиот век, крштение значи дека ти се, нели, ако има, зависи која сезона се, дали има прогонство или нема, утре може нож на врат да имаш. Значи, кажување да на Господ, значи давање целосно животот, твојот живот на Господ Исус Христос. Овде зборот кој апостол Павле го користи, но вие не го познавте така Христос. Ова зборот познавање е еквивалент на некој збор на учење. И тоа е учење преку пракса. Така, дали така го познавме Христос? Кој пример вие го видовте за Христос од нас кој ние го оставивме? Себичност или самопожертвованост? Што видовте од нас? Како што вика Павле на друго место, имитирајте ме мене како што јас го имитирам Христос. И апостол Павле вели, ако навистина сте чуле за него и во него сте биле поучувани дека вистината е во Исус, поучувани тука е зборот дидаско. Тоа е зборот за поучување. Јас од народните приказни научив дека даскал значи учител и дека тој збор уствари потекнува од грчкиот јазик. Дидаско значи поучување. Повторно, тоа не е само некое внатрешно чувство, туку е процес кој води до преобразба. Кога баба и на Фани не прашуваше, бевме во Осек на студии, и сега жената никош не одела во школа, пошто ние бевме нели основно, средно, факултет, па магистар, и сега жената прашува, чекај сега, што учите? Ние на факултет сме. А мамбе, деца, све научивте веќе, нели? И жената мисли дека тоа е нешто кое треба да се исполни, штиклира, готово сме научиле. Приказната е завршена. Има една народна по друга страна што кажува, човекот учи додека е жив. Учеништвото е пат по кој се оди. Повторно пат, тој е процес во кој сите ние сме дел. Учиме цел живот. Дидаско, поучување за Христос. Ова можеме да го научиме на памет. Но верувајте ми, ова да навистина го разбереме, јас верувам дека ќе ни треба цела вечност. И знаете ли што кажуваат, Августин еднаш го цитирав во оваа серија. Он кажува, кредото не е совршено, ама е најдобро што можеме од прилика. Тоа е тоа. Подобро не можеме. И затоа го веруваме. Затоа е така формулирано. Да се истражи Бог длабочината на нашиот Создател и нашиот вечен проект, нашето вечно поучување, бидејќи тој е бесконечен. Тој е другиот суштински подруг од нас. Тој е Создател, ние сме создание. Апостол Павле продолжува од 22 стих, вели вака, тогаш отфрлете го од себе стариот човек според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливите желби. Отфрлете го од себе стариот човек. Кога апостол Павле кажа тука отфрлете го од себе стариот човек, тоа се користи во контекст како на некои алишта, кои ќе ги соблечеш, кои ќе се извалкаш и кога си, што ќе ние бербат направи на струмички, кога си катастрофа веќе, ти не може да се, ја не можам да се поднесам, не можам извалкан да седам на софата. Тоа е лошо ќе биде тоа. Че можеш да ги соблечеш тие валкани алишта. Кога апостол Павле им кажува на ефесијаните да го тргнат, да го отфрлат стариот човек, им кажува да го соблечат. Немојте да седите во тие гнасни алишта. Секој од нас доаѓа кај Бог таков каков што е. И знаете ли што? Сите ние доаѓаме кај Бог извалкани. Многу извалкани, верувајте ми. Јас пораснав во црква и тоа ништо не значи. Јас дојдов кај Бог многу извалкан. И тоа е првото чувство кој го добивате пред покајанието. Пред покајанието, првото чувство кој го добивате дека стоите извалкани пред Бог. Сваќате дека пред Бог
Не можете апсолутно ништо да донесете да кажете Боже, еве јас тоа за тебе го направив и тоа е чисто. Не постои таква работа. Ајде го трампаме за нов живот. Новиот живот е дар кој доаѓа од Бог, преку покаяние и вера. Секој од нас доаѓа кај Бог извакан, раскрварен, безнадежен. И знаете ли што дури тие најгорделивите, јас се сеќавам еден мој пријател, нема да го именувам, нема нас секакви луѓето. Значи, некојаш доаѓаме од некоја позадина и сите имаме некаква гордост. Јас знам човекот кој дојде во црква, тој беше толку горд, што он мислеше дека он е супер. И кога се молевме еден за друг, он вика за мене, ја нема потреба само. Јас сум одличен. За после да свати уствари дека не е баш толку одличен, дека многу му треба молитва. Многу му треба молитва. И тоа е процес низ кој поминуваме сите ние. Господ ни дава нов живот. Токму затоа доаѓаме кај Бог. Ако доаѓаме од која било друга причина, тогаш можеби не разбираме зошто сме тука во оваа црква сега. Сакам да доаѓаме кај Бог за новиот живот кој тој го дава. За новиот живот. Тоа е целта зашто доаѓаме тука. Да го прославиме со тој нов живот кој тој ни го дава. Покајанието не води до новиот живот. Покајанието е момент во кој ние признаваме дека нашиот стар живот е како извалкани алишта. Исповедам едно крштение за простување на гревовите. Простување на гревовите. Знаеме дека тоа е многу тешко да се признае. Сите ние сакаме да си го зачуваме достоинството. Па са бајле, да верувам дека секој еден од нас пред да дојдеме на црква застануваме пред огледалце. Јас барем. Цак, се средиме малце, нели? Затоа што сакаме да го зачуваме достоинство. Тоа е прекрасна работа. Ние даваме важност на убавината. Такви сме создадени ние. Јас, од кога пуштив брада, мора да признам, поминам повеќе време окупател од жена ми. Се срамам малце, но тоа е, се шобрам. Треба нега малце тука. Треба да средувам. Сакам убаво да изгледаме. Тоа е наш природен импулс кој сакаме кога ќе отидеме некаде да се средиме малце. Знаете ли што? Единствен проблем кој ние го имаме дека ние не можеме на ист начин да ја средиме нашата внатрешност. Од надвор изгледаме убави, ама внатрешноста тешко можеме да ја средиме. Внатрешноста си ја носиме со нас таква каква што е. И понекогаш тешко ни паѓа. Понекогаш доволен е само еден збор да се скршиме. Доволен е еден збор да се предадеме. Тешко ни паѓа. Кај Бог не можеме да дојдеме средени од внатре. Но Бог не повикува таа желба на среденост која ние имаме, тој да ја донесе внатре во нашиот живот. Таму каде што не можеме ние, тој може. Тој може, тој дава нов живот. Но во тој процес, по тој пат на верата, ние треба да го соблечеме стариот човек. Да го отфрлиме стариот живот и од Бога да го прифатиме новиот живот. Бог го гради тој нов живот внатре во нас преку Светиот Дух. Но ние имаме една задача. Тоа е едно партнерство кој го имаме ние и Бог на проектот кој се вика Новиот живот за Живко. Јас и Светиот Дух. Има еден проект за мојот нов живот. Тој го гради мојот нов живот внатре во мене. И тоа е прекрасно преку благодат, на чудни начини. Во ситуации во кои јас не сум никогаш не замислил дека ќе се најдам и дека некои тешки моменти биле за моја изградба. Во ретроспектива ќе кажам, Господи, фала ти за оваа ситуација. Иако во тој момент ми беше толку тешко, што не знаев што да правам. Мислев дека животот ми се распаѓа. А во тој момент Светиот Дух да го гради мојот живот. Партнерството, мојот дел од тоа партнерство е да го соблечам тој стар, валкан човек од мене. Мртвиот човек кој веќе е мртов, да го соблечам, да не се држам за тие работи, затоа што нема да носи живот. Тоа е мојот дел од тоа партнерство. Треба да го соблечам стариот живот. А како? Вели апостол Павле во 23 стих, за да се обновите со духот, пнеума на својот ум.
Ева го процесот како тоа се случува. Преку духот, како што вели кредото, кој живот твори. Верувам во Светиот Дух, Господ кој живот твори. Тоа е Светиот Дух. Оној кој го твори животот преку плодот на Светиот Дух, преку даровите на Светиот Дух, преку заедништвото со Светиот Дух. Само така се обновува тој внатрешен човек, тој внатрешен дух. И апостол Павле завршува: и да се облечете со новиот човек, создаден според Бога во вистинска праведност и светост. Праведност и светост. Тоа значи да се биде Божјо дете, да се живее новиот живот. Но по тој пат, ние треба да разбереме дека треба да го облечеме новиот човек. Тоа е процес. Или уште едно значење кој тој збор го има, да облечеме, значи да инвестираме во тој нов човек кој е создаден пред Бог. Тоа беше една од проповедите во Африка кога бев и кога кажав да инвестираме, сите вака мајле, што е тоа? Никогаш не има слушнато тој збор. Да инвестираме. Имав проблем како да го објаснам. Не може да го објасниш тоа преку финансиски инвестиции, таму парата не е некоја како и да е. И му објаснив со тоа како се расте дрво. Видам, ќе земете едно семче, ќе го посадите, ама тоа не значи дека утре ќе јадете плод, така? Тоа ќе треба да расте, ама сега инвестирате љубов, заштита, енергија, време, ресурси за тоа дрво да порасне, да го исчувате и еден ден да јадете плод од него. На еден сличен начин ние инвестираме во тој нов човек, го облекуваме новиот човек. Господ ни го дава тој нов живот сега и денес. Сепак, дури тоа кога ќе го кажам, ние сме свесни дека ние се уште сме на страната од вечноста, каде што ние сме подложни на катастрофи, на распадливост и на смрт. Смртта е 100%. Сите умираме. Еден мој пријател од Америка ме праша за совет како да советува своји други пријатели кои се соочуваат со страшен расплет на последица на болести така натаму. Човекот, мажот, помина низ ковид и многу тешко, во болница беше многу време, мада со него како чудо се случи, па човекот излезе на еднаш, но жената од како последица на ковид развие еден автоимуна болест некоја во која жената китка е сега, тоа е тоа, билка е. Лежи во постела. Ти се луѓе што служат во црква. Се молевме сите ние за нив. И тој мој пријател ме праша кој зборови да ја кажам. Која утеха да ја донесам. Што треба да им кажам на тие луѓе во оваа ситуација? Што да им кажеме? Каква надеж да им понудиме на тие луѓе? Во целата ситуација треба да се земе во предвид неколку работи, а дека тоа е дека јас не сум во таа ситуација. И знам дека не е возможно без емоции и да се занемари болката и на тој начин да се даде одговор. Онака, некој теолошки парен одговор да кажем, тоа е тоа што сега. Не сум ја за таа ситуација, болката не ја знам. Страдањето и распадливоста ја одземаат смислата за животот. Тука во суштина е клучниот момент на верата. Овде всушност кредото ни дава одговор на нашите прашања. Еден од моите омилени теолози, Енти Райт, во својата книга Изненадени од надежта, пишува за животот во новото царство и го именува како животот после смртта. Се услушнете тој израз? Животот после смртта. А тоа е за животот во воскресението кое се случува на крајот на времето. Мојата радост и надеж е комплетна заради дарот на верата, а тоа е верата дека онака како што Христос воскресна, така и ние еден ден ќе воскреснеме заедно со Него. Онака како што Неговото царство ќе нема крај, како што кажува кредото, тој ќе се врати во слава, ќе им суди на живите и на мртвите, и Неговото царство нема да има крај. На ист начин и нашиот воскреснат нов живот
нема да има крај. Ослободени од распадливоста и смртта. Онака, како што апостол Јован во Откровението пишува, таму веќе нема да има болка, нема да има солза и таму веќе нема да има смрт. И во една славна, воскликнувачка реченица, каде што апостол Павле во 1 Коринтијаните 15 ќе каже: смрт, каде ти е победата? Каде ти е оружјето више? Не може. Воскресението тргнува против нашиот најголем непријател. Христос не се врати само од смртта, тој премина преку смртта во новиот живот и во еден таков живот тој ни повикува ние да го следиме. И тука е нашата надеж, целосна надеж. Затоа што ако нашата надеж целосна е во овој свет, во оваа време, во овој момент, лесно може да се случи сценарија како Русија и Украина и ќе се разруши цел светоглед. Нашата надеж е во воскресението и новиот живот.